Премиерот Никола Груевски денеска во Дубај и Обединетите Арапски Емирати оствари средба со премиерот на Емиратите, шеикот Мохамед бин Рашид Ал Мактум, кој во исто време е и владетел на Емиратот Дубај. На средбата е истакната заложбата на двете страни за унапредување на совкупните односи во сите сфери од взаемен интерес. Двете страни потенцираа дека помеѓу двете земји нема отворени прашања и ја констатираа потребата за интензивирање на политичкиот диалог преку средби на високо ниво, што би придонело и за интензивирање на соработката на економски, културен, образовен план. Зборува за можностите за подобрување на економската соработка, инвестиции од Дубај во Република Македонија, презентирав и конкретни проекти каде евентуално би можеле дубајските компании да инвестираат во Република Македонија, го покани во иднина да ја посети нашата држава, исто така и нивна бизнис делегација да дојде во Република Македонија. И мислам дека средбата ќе допринеси кон зајакнување на нашите релации, како политичките, уште повеќе економските релации, бизнис релациите, можностите за правење бизнис, а преку тоа и отворање на нови работни места во Македонија. Во рамки на средбата е потпишан и договорот за одбегнување на двојното оданочување меѓу двете земји, која ја дава основата и ги зголемува капацитетите за продлабочување на економската соработка. Премиерот Груевски во рамките на посетата на Обединетите Арапски Емирати ќе оствари средби и со политички и економски представници и субјекти на земјата домаќин. Покрај посетата на Емиратот Дубај, премиерот Груевски ќе го посети и Емиратот Абу Даби. Од примените над 1.000.000 предмети во Агенцијата за катастар на недвижности од почетокот на годинава до сега преку електронскиот шалтер на оваа институција се примени 44% од предметите. Тоа значи дека над 440.000 предмети се добиени по електронски пат, односно половина од вкупниот број граѓани немале потреба да доаѓаат во катастарот, односно работата ја завршиле во општината, кај нотарот или приватната ѓеодетска фирма, изјави директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески во тек на заедничките отворени денови со управата за имотно-правни работи во општина Газибова. Политичката неизвестност во Македонија има негативно влијание, оценува гувернерот на Народна банка на Република Македонија и најавува дека за 1 до 2 недели оваа институција ќе излезе со нова проекција за економскиот раст за оваа година. Во април излеговме со проекција од 4,1% економски раст за оваа година. Веќе е јасно дека тој нема да се оствари, односно ќе биде понизок. Во моментов ги работиме проекциите и за 1 недела до 2 ќе излеземе јавно и ќе кажеме колку се нашите најнови очекувања за економскиот раст во оваа, а и за следната година, изјави гувернерот Богов по отварањето на првиот регионален форум на Источна Европа и Централна Азија за финансиска вклученост, кој во организација на НБРМ се одржува во Скопје. На саемот Купи куќа, купи стан, кој ќе се одржи од 29 октомври до 1 ноември во Скопје Сити Мол, понудата на станови ќе биде проследена со големи попусти, најавуваат организаторите. Преку социјалните мрежи се објавуваат понуди на станови кои ќе бидат намалени само за саемот. На саемот Купи куќа, купи стан ќе учествуваат представници од Министерството за финансии кои ќе нудат информации како може да се искористат субвенциите од проектот за купување нов дом, банките кои учествуваат во проектот, кои ќе можат да направат конкретна пресметка за стамбениот кредит, како и градежни компании со понуда на станови.